нормално, основаме комитет, иако не ми делува паритетот нормално. Седу македонци и албанци. Се сложуваме на тоа дека сме 50-50 или се подготвуваме на тоа што не чека утре. Значи 7-7 до сега единствена забелешка. Меѓутоа, под 5, собранието е должно да ги разгледува мислењата и предлозите на комитетот и да донесува одлука во врска со нив. Тоа значи дека ние не основаме комитет или некоја комисија под собранието. Ние основаме тело кое што е еднакво на собранието. И ќе мора да се произнесува во врска со нив. Уште поголема подкрепа на ова што го тврдам, бидејќи се брзате, не сакате да ме дослушате, дава точката 6. Во случај на спор меѓу пратениците во собранието во врска со спроведување на постапка за гласање, утврдена со членот 69.2, консензуалната демократија за која што ви зборев, комитетот ќе одлучи со мнозинско гласање. Што е тоа ако не втор дом? Тука ако ќе се скараме, немаме доволно пратеници за промена на оние закони што ги спомнав претходно, или за изгласување на уставни суди, или за изгласување на Републички судски совет, или за народен правобранител или не знам што. И тука ќе се скараме, ќе се создаде една состојба на хаос и ќе мораме да го повикаме комитетот да се изјасни и таа одлука ќе биде валидна за собранието. Што е тоа ако не втор дом? Ја многу не се разбирам, не сум експерт. Меѓутоа, мислам дека знам да читам. И мислам дека ова да ни се представува нас како документ за мир, а да се прогласуваме за предавници, ако не го прифатиме, во најмала рака е ризично и жонглерски. За патриотизмот и предавството. Не сакам никој да обвинам. Гоце Делчев рекол во станието е избрзано. Кузман Јосифовски питал или цела или никаква Македонија. Ова се делови од говорот на Црвенковски. И ќе се вратам на тоа што го кажа веќе еднаш. Босна денеска е целосна. Во рамките на границите што ги знаеме пред 90. Ама внатре е Турлита, исто така Југославија. А таква ќе биде и Македонија. И навистина ќе се сложам дека ништо од документот не вреди за да настрада македонскиот народ. Ја не сум тој што сака да бойкотира нешто или да обвини некој друг или да го отфрли документот, за после тоа да има нови мртви и да има загинати безцелно. Меѓутоа, не може да се префрли вината на другите. Да се каже, ние сме носители на тој документ. И згора на тоа, да не ни дозволувате дури да се изјасниме за тоа. Ова за Кузман Јосифовски питу кога го слушав, бидејќи ми се чини дека го негиравте во вашата дискусија, мислам дека не го негиравте од историски аспект, него од аспект на тежината на историската одлука, дека ми се слушна дека би постапиле спротивно. Значи ли тоа дека ние сега треба да го прифатиме овој документ, бидејќи тоа го слушам од ваши членови, и ќе тактизираме неколку години, 3-4 години, 5 години, додека Македонија да се појачала воено-армиски и после тоа ќе сме го врателе интегритетот. Јас